Благодарам, председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван представник од Министерството за транспорт и врски, почитувана јавност македонска. Збориме за задолжување на Република Македонија, односно земање заем 70 милиони евра за брз автобуски превоз во Скопје. Одма ќе почнам со мојот говор дека ова решение е добро и ќе ви го представам моето видување како овој проблем треба да се реши, односно како се решава во сите големи метрополи. Најдобро решение на јавниот превоз е метро. И од еколошки аспект, и од безбедносен аспект, и од брзина на пристигнување од точка А до точка Б. За реалност и за волја на вистината, ова е скапо решение, меѓутоа сите развиени метрополи одат кон тоа решение. Еве сведоци сме дека и Белград влегува во тие градови, почнуваат со изработка на метрото. Второто решение е движење на возилата без поголеми застои. Тоа решение на некој начин го протежираше и претходниот градоначелник на Скопје, Коце Трајановски, и тоа е во суштина сите клучни раскрсници и тесни грла во сообраќајот да се решат соодветно со технички решенија кои ќе овозможат брз преод преку тие црни точки, преку тие тесни грла, без разлика дали се раскрсници, помала улица, помал булевар и така натаму, и тоа се решава обично со подвожњаци, надвожњаци или соодветни технички решенија. Третото решение кое може да се земе во обзир е еколошки транспорт, и тоа е најсоодветен пример електрични автобуси или еколошки автобуси кои ќе користат гориво кое помалку загадува. Од сите овие решенија ние имаме еден хибрид, далеко сме од метро, ќе одиме со брз автобуски превоз, меѓутоа тоа што го видовме во проектната документација воопшто не одговара на потребите за Скопје. Таков брз автобуски превоз е исплатлив за долги линии, каде што немате застои, и целта е автобускиот превоз да го изолирате од останатиот превоз. Во услови на Скопје, во услови на вака поставено разместување на главните булевари и улици, вакво решение готово и да не е исплатливо во Скопје, затоа што тоа што го видовме во проектното решение не се нуди нов простор во сообраќајот. Нити се зголемуваат булеварите, лево-десно веќе и немаат простор каде да се зголемуваат, нити се прават подвожњаци или надвожњаци во било која фаза од линиите север, југ, исток, запад, или Ѓорче Петров Лисиче, Бутел, центар. И за вакво несериозно решение ние треба да се задолжиме 70 милиона евра, тоа се сериозни пари, кои треба да ги исплаќаат сите граѓани на Република Македонија. Ова го потенцирам затоа што Скопје е најразвиениот регион во Република Македонија. И повторно, наместо да ги развиваме другите плански региони, наместо да инвестираме во помалите рурални места, место да решаваме клучни животни судбини прашања, луѓето одат во кал, ние ќе ги раскопуваме постоечките булевари кои патем пред 1-2 години се асфалтираа на Партизанска, во аеродром и така натаму, за да градиме едно решение кое многу малку ќе придонесе во подобрување на сообраќајот во град Скопје. Ова го тврдам затоа што, вака како што е предложено, се остава левата страна од булеварите да биде исклучиво за брз автобус. По автоматизам, тоа на Партизанска, во аеродром, во Бутел, значи дека целиот сообраќај ќе се одвива во останатите две сообраќајни ленти и тука ќе се створи хаос. Ние имаме некогаш и банални проблеми поради нашата некултура и поради однесувањето на несовесни возачи во сообраќајот. Тоа е застанување на непрописни места. Тоа ви се
сообраќајни незгоди. Не можете да ги избегнете, меѓутоа овие се случуваат секојдневно во Скопје. Замислете се на Партизанска од 3 ленти кога ќе го организирате сообраќајот на 2 ленти за автомобилите, кога ќе се случи сообраќајна несреќа. Тоа ќе значи целосен застој на сообраќајот. Нема каде да поминат автомобилите, а да бидеме реални, автомобилите се доминантни во сообраќајот во Скопје. Друг проблем. Нашите големи функционери кои ќе поминат со делегација од специјални возила, обезбедување и така натаму, и така станува хаос кој ќе ги блокираме раскрсниците, ова можам да претпоставам што ќе се случува со движењето во сообраќајот. Значи, решењето треба во најмала рака да се доработи и инвестициите да се насочат, ако веќе се одлучуваме за автобуски превоз, кон решавање на критичните точки. Тоа се раскрсниците околу центарот на Скопје и потегот Мавровка према Бутел. Едно од решењата, која се надевам дека нема да посегнат соодветните институции, е узурпација на зеленилото помеѓу булеварите. Тоа е катастрофално решение да го уништите зеленилото помеѓу булеварите, односно во средината на булеварите, а знаете, тој процес е макотрпен. 20 на 30 години го негуваме тоа зеленило, едноставно тоа е и обележие на Скопје. Замислете ја Партизанска без средно зеленило. Тоа е проекција уште не знам од кога и е одлика на Партизанска. Сега, не дај Боже, да се посегне по тоа зеленило. Во еден дел сигурно ќе се уништи, затоа што и автобуските постојки се планираат на тоа место. Меѓутоа, ако се поништи целото зеленило и се бара тука една од коловозните траки да биде за брз автобус, на тоа место тоа е катастрофа. Уште морам да и сугерирам и на стручните лица да внимаваат, по тие места се движи главната водоводна цевка. И било кој притисок, а автобусите се сериозен притисок врз коловозната лента, соодветно на тоа и на носивоста на теренот, може да настанат хаварии од невиден размер во водоснабдувањето со Скопје. Еден од проблемите, го дискутирав и на комисија, е преминот преку централното градско подрачје. Се планира потегот Рекорд, тоа е од Собрание до почетокот на Рекорд, односно таму некаде студентскиот дом Кузман, да се направи пешачка зона и сметам дека тоа решение е лошо. Повторно, културата на нашите граѓани е да стигнат до центрот, меѓутоа да стигнат со автомобил, тоа не е добро. Меѓутоа, ако го затвориме тој простор, се плашам дека многу ќе го направиме по-неатрактивен центарот на Скопје. Од искуство ви кажувам помалите градови каде што ги затворивме централните градски улици, пример Радовиш, и сега баш корзото ви е најмалку атрактивно, градот се сели ономе каде што имате пристап до автомобил. Тоа е новиот начин на живење, сакале да признаеме или не. Во ситуација кога се градат големи молови по периферијата на Скопје, автоматски сум сигурен дека центарот ќе стане неатрактивен со ваквиот трговски центар кој го имаме без реконструкција на истиот. На крај ќе потенцирам едни од главните корисници на автобускиот превоз се студентите. Со овие две линии кои се предлагаат, ниту еден студентски дом не е офатен на директна линија и тоа ќе представува голем проблем за студентите. Нити Гоце Делчев, нити Кузман, нити Автокоманда Стив Наумов, нити медицинар. Голем дел и од факултетите не се опфатени со овој брз автобуски превоз и тоа ќе значи по автоматизам менење на 2 или 3 автобуса за да стигнете некоја крајна дистанца. Тоа е сериозен проблем, а чисто за скопјани, замислете го Скопје без автобусот број 2. Значи, со ова решение кое се нуди, двојката се укинува. По Партизанска ќе имате брз превоз и тоа само до Соборен. Сега немате линија до Автокоманда, а таму имате премногу студенти, имате премногу факултети, имате огромна движење на луѓе кои го користат јавниот превоз, тие сите треба да прават трансфери кои ќе сакат да стигнат во Карпош. Многу проблеми,
се надевам дека дел од нив ќе се допрецизираат, дорешат, иначе вака е нефункционално, а се задолжуваме со фантастични 70 милиона евра кои треба да ги враќа цела Македонија. Благодарам. Благодарам и вам. Дарко Каев.